Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостин е пратеникот Бране Петрушевски. Добре дојде. Благодарам на поканата и добро вечер. Бране, секојдневно по неколку пати на ден, не еднаш, опозицијската СДСМ ве обвинува за партизација на безбедносните служби. Деновиве апсолутно, дефинитивно, тотално хит име АНБ. Значи, ја партизиравте ли Македонија и безбедносните служби и зошто? Па добро, мора нешто и СДСМ да работи, да критикува кога веќе не може да се реформира и да си избере ново раководство, актуелниот нивен нов председател, меѓутоа тоа се околностите и ние мора да действуваме во тие околности. Лицемерно е малку од СДСМ да зборува за партизација на службите, кога своевремено директор на УБК беше Миле Зечевиќ. Нивниот, не знам дали е се уште, генерален секретар на партијата. Исто е лицемерно СДСМ да зборува за партизација на службите, кога директор на АДБ го поставија Виктор Димовски, кој што од извршниот одбор на СДСМ дојде да биде директор на Агенцијата за национална безбедност. Значи, од највисокиот партиски орган го ставаат да биде директор и сега тие зборуваат за некаква си партизација. Инаку човекот фигурира се уште на сајтот на СДСМ, член на некаков си нивен дипломатски совет, така што не да е партиски кадар, туку е онака баш брутално апла партиски кадар. Од друга страна, ако поземеме да го анализираме поширокиот опсек, да кажеме на овие институции кои што се во делот на безбедноста, репресијата, почитување на законот, тие секаде ставаа исклучиво партиски кадри. Да речеме, министер за внатрешни ставија генерален секретар на партија тогаш, Оливер Спасовски. Кај нас сегашен министер во владата е Панче Тошковски, кој што не беше член ниту на извршниот комитет, туку беше познат и признат адвокат, кој што ја владее материјата. Да речеме, на управата за јавни приходи ја ставија заменичката председателка на СДСМ Сања Лукаревска. Кај нас имаме убаво експертско решение во името на Елена Петрова, кој што исто така не е член на највисоките тела на ВМРО-ДПМН. Или да речеме царинската управа, каде што СДСМ го постави Богоев, кој што беше исто така подпредседател на СДСМ. Од друга страна имаме експертско решение како што е Боба Николовски, кој што има 15 години најмалку искуство во работата на царинската управа. Така што едноставна е работата ако се направи анализа која партизирал државата, а кој поставува квалитетни кадри. Да, нормално кадри кои што се почитувачи на политиките на владата на ВМРО-ДПМН, затоа што на крајот на криштата сме парламентарна демократија, каде што владата избрана да спроведува политики кои што ги ветила пред граѓаните и нормално е да поставува кадри кои што ги почитуваат тие политики, меѓутоа мора да има професионализам. За разлика од она претходно кое што беше брутална партизација. И што се случи со АНБ? Се случи Онишченко, да бидеме мета на, би рекол, светски срам. Се случи оние 250 пасоши на белосветски наркобосови, кои што си го купува македонскиот пасош на под наводници легален начин и тотално го урниса безбедносниот сител на Република Македонија. И тие наместо да работат на чело со Виктор Димовски и со нивните кадри да спречуваат тероризам, да се грижат за националната безбедност, тие се служија со следење на опозицијата, пратење наше, слушање и се она што го правеа тој период, па буквално институциите ги претворија во штабови на СДСМ. Имаше еднаш баш на темава за 250 пасоши една надзорна расправа во Собранието, која што беше со затворени врати, со безбедносен сертификат, највисок државна тајна пратеници кои што има, за да видиме што направија луѓето таму. Откако виде дека тогаш Димовски не може да се справи со аферава, излезе на медиуми на пресконференција и почна буквално да ги чита досијата кои што тие ги воделе за пратениците кои што го напаѓа во тој период. Па кој не знам не платил или платил казна кога бил студент во Германија, па кој направил вакво прекршок, онаков прекршок, самиот се издаде дека уствари они наместо да се грижат да го спречат тероризмот во Република Македонија, тие ја следеле опозицијата и опозицијските функционери. Тоа е брутална партизација. Бојан Христовски е докажан професионалец кој што преку 10 години работи во безбедносните служби, бил мета на мобинг и тортура од страна на токму овие кадри партиски на СДСМ, бил набркан од работа, замислете, затоа што не му бил издаден сертификат за класифицирани информации, затоа што татко му бил следен за македонски екстремизам. Ја вака, проучувајќи историјава,
ова мислев дека заврши во времето на комунизмот идеолошкото следење на луѓето во Република Македонија. Очигледно продолжило со Тоа СДСМ. треба да биде комплимент во тие времиња. Ако И гледаме од така е. македонска гледна точка. И ќе биде комплимент и во идните Да. времења се она што се случувало во време на ова владење на СДСМ со Заев и со Ковачевски, меѓутоа замислете сега го бркате од работа затоа што татко му бил македонски екстремист, што е идеолошки следење на луѓе, што е тотално непознато во европскиот модерен свет. Бојан Христовски во легална, законска, судска постапка си ја докажува правдата, го враќаат на работа, го враќаат во МВР, каде што согласно важечките закони не може да биде политички активни член на политичка партија, се департизира и тука завршува целата приказна која што СДСМ се обидува да ја наметне овој период. Бојан Христовски е професионално решение кое што ќе докаже како треба да функционира Агенцијата за национална безбедност. Меѓутоа мислам дека оваа реакција на СДСМ на ваков начин и интензитет е покажување на страв од се она што ќе излезе во наредниот период, поврзано со ова нивно неработење и ова следење на опозицијските функционери. Мислам дека тоа е она што народот дефинитивно, апсолутно најмногу и го очекува, се вика одговорност. Ако се сеќаваш за безбедност, ако го зборуваме и безбедносните служби, имавме една таква случка во која што дозволија и безбедносните служби и протоколите, една дивајла која што се представуваше како црногорски принц да влезе во влада, да се слика со тогашниот премиер, ајде да не го зборуваме, Заев, и тој можеше да биде, не дај Боже, некој што се представил, има среќа да биде дивајла како и тие што си беа дивајли, до таму одеше работата. Но дали е разликата најмногу еве гледано од страна во ова што го зборуваш, моментот што вие поставивте делумно и партиски кадри од не толку високи позиции се, но разликата драстична, апсолутна, најголема е што вие поставивте луѓе кои што си ја знаат работата, односно се професионалци докажани на тоа поле, за разлика од овие кои што беа апсолутно тотално партиски апаратчици, нели, кои што беа наградени со тоа што му угодувале дали на Заев, дали на Ковачевски, претходно и на Бранко Црвенковски, кои што нема тотално никаква апсолутно врска со работата која што требаше да работат на такви високи позиции. Сега имаме луѓе кои што се партиски, ама се професионалци и докажани на тоа поле што го работат. Ние излеговме пред граѓаните, пред избори ветивме дека ќе ја оправаме државата и ветивме дека вистинските луѓе ќе дојдат на вистинските места. И тоа и го покажавме во овој период. Не се водевме од премисата оној кој што е највисоко, најблиско до одредени структури или највисоко позициониран во партиските структури да добива позиции по тоа, по такви заслуги, туку напротив, првиот критериум беше да биде професионалец, соодветен за позицијата за која што се именува, а нормално мора да биде поддржувач на политиките на владата и да верува во тие политики, затоа што не може да поставиш човек на одредена позиција да спроведува политики и мерки на владата, а да не верува во тие политики. И кога немаш доверба во него. Апсолутно. И затоа разликата во ова кое што го зборував и претходно, какви луѓе ставаме на позиции, е огромна. И не се случува кај нас како што се случи, да речеме, со претходниот директор на АНБ, кој што 2,5 месеци, замислете, 2,5 месеци не доставил извештај за состојбата со безбедноста во државата на премиерот на државата. Замислете, премиерот на државата не е информиран од страна на АНБ, тоа што му е согласно закон обврска. И тоа по негова реакција на претседателот на владата, на премиерот Мицковски, овој доставува некаков извештај кој што е, да речеме, препишување на вестите од порталите што се случило претходниот ден, што е тотално непрофесионализам и аматеризам. Значи, таков човек раководел со безбедносните структури. И ние сме очекувале, сега како граѓани, од таков човек да не заштити од, не дај Боже, да имало обиди за терористичко некакво загрозување или нешто слично. Он не знае еден извештај да напише. И сега ние треба да го браниме него како непартиски кадар, а се гледа дека е партиски по тоа што не доставувал извештај до премиерот, затоа што предпоставувам не го почитувал него како премиер, иако граѓаните го избрале. А сега ќе водиме хајка против лик кој што преку 10 години служи на оваа држава во безбедносните служби и ги знае како функционираат. Меѓутоа пак ќе повторам, стравот е во прашање, ништо друго. Ви најдоа критика и за спојувањето на службите, на Агенцијата за разузнавање. Филипче дури денеска ја повика и претседателката Силјановска да го спречева ова. Значи, што е проблемот во фузирањето на овие две агенции и кои се мотивите за да се случи ова?
Ќе почнем од мотивите. Тоа е пракса која што е нормална во секоја НАТО членка. Ретко може да се најде држава која што е европска развиена, која што е членка на НАТО, каде што има повеќе разузнавачки служби. Ние сме едни од ретките. Така што таа реформа е во таа насока и нормално ќе биде спроведена во јавна дебата со експертската јавност и нормално со странската експертска јавност и стратешките партнери. Второ, кое што мене лично ми е заложба, е тоа што ние во изминатиот период, а тоа го ветивме на граѓаните пред изборите, сакаме да имаме ефикасна јавна администрација, вклучително овдека и разузнавачките служби, и намалување на функционерските места. Успеавме да скратиме многу такви функционерски места изминатиот период, ги броев негде преку 50 на се, разни управни одбори, комисии, агенции, што и да се. Меѓутоа, се тоа институции кои што вршеле слична или иста дејност, а ги имало повеќе само за да се поставуваат одредени функционери и за да може да се задоволуваат одредени коалициски договори. Нас тоа не ни е битно, нас не е приоритет функционирање на државата и мислам дека кога ќе се сконцентрираат службите во еден центар, на едно место, ќе имаме поефикасно функционирање. Затоа што имавме неколку служби, меѓутоа ни една од тие служби не откри дека сме дале државјанство на човек кој што бил на црна листа, или не откри дека сме давале пасоши на 250 криминалци, и да не ги редам сите случаи кои што сме ги имале во изминатиот период. Така што ефикасна администрација, вклучувајќи ги и ефикасни безбедносни служби, се наша заложба која што сме дале пред граѓаните и ќе ја спроведеме во наредниот период, нормално со квалитетна експертска јавна дебата, уважувајќи ги сите аргументи кои што ќе го подобрат тоа наше решение. Мислам дека се работи за ефтин популизам, нешто слично на она што се случуваше и денеска. Наеднаш се свестија, очигледно рецептот за да ги свестите бил многу едноставен, требало само да ги ставите во опозиција и наеднаш им текнува на се она што требало да го прават како власт. Еве го моментот на грижата за народот, стана душегрижници конечно, излезе Филипче, побара да се зголеми минималната плата. Како гледаш на овој чекор? Повторно лицемерие и парадокс. Так. СДСМ, кога беше власт, донесе законско решение за минимална плата, и тоа многу го експлоатираше во јавноста целиот овој период, со кое што се предвидуваше зголемување на минималната плата согласно формула во месец март, согласно растот на бруто домашниот производ, инфлацијата и така натаму. И тоа законско решение го презентираше како најдоброто, како нешто што обезбедува зголемување на минималната плата и така натаму, и верувам дека граѓаните се сеќаваат на целата таа нивна пропаганда. Последниот месец март тие го правеа зголемувањето на минималната плата, точно токму по таа формула која што е пропишана во законот, и не им текна да го сменат законот и тогаш да стават 450 евра минимална плата. Туку сега, откако дојдоа во опозиција, без никаква анализа на она што го оставија во буџетот и каков буџет оставија, дупка од преку 200 милиони евра, која што ние мораше да ја крпиме овој период за да може луѓето плата да земат, а не па нешто повеќе. Така што парадокс и лицемерие. Меѓутоа, мене друго нешто ми е многу интересно во СДСМ, а тоа е што очигледно некој во СДСМ или некои, не знам колку групации постои таму, го местат Филипче вака јавно да се излетува, затоа што ако се пресмета процентот на зголемувањето, на она кој што они го барат, 27.000 и нешто, 450 евра, апропо постоечката сегашна актуелна минимална плата, тоа зголемување не е 12,3% колку што денеска Филипче кажа, туку е 20,3%, што очигледно и математиката или не им иде доволно, или некој го мести Венко Филипче, меѓутоа како и да е несериозно, барем според мене, лидер на таква политичка партија да излегува со непроверени бројки. Како и да е, работиме на зајакнување на економијата, најавуваме сериозни странски инвестиции кои што ќе значат раст на бруто домашниот производ, зголемување на вработувањето, а со тоа и поголем и подобар економски стандард, што ќе предизвика природен раст на минималната плата. Разговараме со сите категории и целни групи на граѓани поединечно. Ја зголемивме пензијата линеарно за 5000 дена, за сите 2500 веќе се исплатени, 2500 ќе бидат исплатени во месец март, пензионерите ќе имаат подостоинствена пензија.
успеавме да обезбедиме 4 годишен договор. Тоа никој до сега, ни една влада не успела да го направи со образованието, каде што ќе раснат платите согласно утврдена динамика со соодветниот синдикат. На крајот од мандатот тоа ќе биде некаде најмалку 46%. При крај се разговорите, и тоа го најави и премиерот Мицкоски со синдикатот на здравството, да раснат платите на здравствените работници. Исто така еден долгорочен договор со акцент пред се и на платите на докторите, меѓутоа и платите на помошниот медицински персонал кој изминатиот период бил тотално заборавен. Ги исплаќаме субвенциите на земјоделците, наследивме дупка, наследивме задоцнато исплаќање со она динамика која ще утврди владата. Очекуваме веќе следната година да се изедначиме, да владата нема повеќе неизмирени обврски кон земјоделците, тоа исплаќање на субвенциите да се иде редовно. Не ги заборавивме нашите млади сограѓани, значи се зголеми студентскиот оброк, се реновираат студентските домови. Најавивме мерки, тоа премиерот многу го објасни, за 250 евра ваучер за сите студенти во Република Македонија, кои со тие пари да си купат електронски уред, затоа што сме во 21. век и мораме да се дигитализираме како држава. Поволни кредити за стартап бизнис до 30.000 евра. И вакви мерки и вакви политики има многу во наредниот период, и тоа е начинот како треба да се помогне на македонската економија. Вклучително и проектот за општините со кои што им обезбедуваме на граѓаните основни комунални услови, ќе биде убав период во наредниот месец, 2-3, кога ќе почнат отварање на тие проекти по локални општини со сериозни цифри на пари, нешто што никој до сега не го направил во Република Македонија, таков еден мега проект. 250 милиони евра и дополнителни 100 милиони евра од буџетот, 250 од унгарскиот кредит, ќе бидат 350 милиони евра за стопанството. Многу голема заинтересираност, договорени се веќе условите со коморите, ќе почне и тие пари да се пуштат во оптек, така што тоа е начинот како треба да им се помогне на граѓаните, со реални и конкретни мерки. Вакви измислици, вакви лицемерни и парадокс, непроверени, непресметани бројки, кои што не претходат на никаква анализа, покажуваат само во каква безизвестна ситуација се наоѓа СДСМ во моментот. Во овој наплив на СДСМовски популизам, да го наречам така, бидејќи еве така наеднаш се загрижија за службите безбедносни кои што самите ги девастира, потоа се загрижија за џебот на граѓанинот, при тоа направија тоа што направи оние 7 години, зборуваме за кој бил аспект, економскиот особено, и сме таму каде што сме, многу благодарение на нив, но еве во наплив на тој популизам во кој што се во тој филм, дали очекуваш можеби и да побараат поништување на договорот со Бугарија, односно на францускиот предлог кој што со две раце го потпиша и не заглавија онаму каде што не заглавија што велат за веки веков на патот кон Европската Унија, дали очекуваш еве да излезат и да речат поништете го договорот со Бугарија? Истите оние кои што го потпиша и договорот и францускиот предлог во време кога и вие и ние граѓаните им велевме не го правете тоа, протестиравме, правевме чуда и врагови, ама ним тоа ништо не им делуваше. Не ме чуди не само овој договор со Бугарија и рамката. И преспанскиот договор да побара да се поништи, затоа што едно симптоматично несување, ако ги следите функционерите на СДСМ, веќе никој не употребува таа срамна придавка што тие ни наметна. Сите си го користат името Македонија. Сега одеднаш стана патриоти и сега не е ретко дека некогаш не повикуваат на одредени емисии и јавни настапи да сме ги укинале договорите. Видете, сега е многу потешко отколку кога се преговарал. Значи, кога се преговараше бугарскиот договор за добрососедство со Бугарија, иако кажувавме и како јавност и ние како опозиција дека е штетен, затоа што таму 90% од договорот беше усогласен претходно. Тоа не се спорни теми во делот на соработките со образованието, во делот на транспортно поврзување, и против тоа не е никој, ниту еден граѓанин, зашто да немаме автопатско, железничко и какви да е поврзување со Бугарија и со било која соседна земја. Меѓутоа, тие 10% кои што со децении беа спорни со Бугарија и не ги прифати ниту една влада, нити на ВМРО, меѓутоа нити на СДСМ. Заедничките комисии. Тука беше проблемот, идентитетот, историјата, јазикот, тие ги прифатија како влада. И тогаш излегоа во јавноста и тогашниот премиер Заев и бугарскиот премиер тогашен Борисов и рекоа дека со тоа се затворени сите билатерални спорови кои што ги имале Република Македонија и Бугарија. За да после тоа
дојде на дневен ред преговарачката рамка, каде што исто влада на СДСМ, тогаш на чело со Ковачевски, прифаќа ново барање од Бугарија. А тоа се уставните измени за вметнување на бугарите. Сега, ако сме подпишале договор за добро соседство, во кој што пишува дека Бугарија треба да помага во нашиот, како добар сосед, во нашиот европски пат, од каде сега одеднаш ново барање за Бугарија? За бугарите во устав. И кој ќе ни гарантира дека на нашиот европски пат, доколку хипотетички, да речеме, хипотетички ги изгласаме уставните измени, влезат бугарите во уставот сега, дека нема да има пак ново барање. Затоа што овој договор не го почитува. Нема да ја почитуваат ни француската преговорачката рамка и францускиот прелом. И тоа ние им го кажувавме целиот тој период, и тоа тогаш не слуша. И тогаш беше многу полесно да се испреговара, да се наметне посоодветно решение кое што ќе ги заштити нашите национални интереси, отколку сега. Сега е потешко, ама не се откажувам. И ние сме проактивни во тој процес и премиерот Мицковски гледате изминатиот период дека има сериозна дипломатска офанзива, работиме на добивање на нови пријателства, на зацврстување на старите пријателства и на објаснување на македонската вистина. И дадовме и логичен и разумен предлог кој што ќе значи откочување на овој процес кој што ни го остави СДСМ, а тоа е ефектуирање на уставните измени откако Република Македонија ќе стане членка на Европската унија, односно со ратификација на тој договор во бугарскиот парламент. Тогаш, ако Бугарија искрено бара и сака бугарите да бидат во нашиот устав, ќе не помага ние што побрзо да го изводиме тој преговарачки пат, за да нели се ефектуираат уставните измени. И нас не ни е проблем како влада, сега збориме како мнозинство, како владеачка партија, доколку ние бидеме блокирани од било која држава, ако не направиме соодветна реформа во образование, во здравство и во сите тие поглавја. Нема тука спорно. Не сте си ја завршиле домашната задача и логично е да добиете вето од било кој. Меѓутоа, проблемот е што ние ќе бидеме со ваква преговарачка рамка континуирано блокирани од Бугарија за идентитетски прашања кои врска ќе немаат со некакво согласување на законот за, не знам, за ловство, да речеме. И ќе бараат, признате дека јазикот ви е бугарски дијалект. Затоа беше нашиот предлог. Бугарски измени, односно внесување на бугарите во уставот, откако ќе станеме членка на Европската унија, веќе да добиеме нешто, па тогаш ете да дадеме под наводници некаква оставка, затоа што премногу оставки дававме како народ. И пари менјавме, и територијална поделба, и знаме, и име, и што уште не. И никако да не се испорача ништо во однос на тој европски пат. Така што сме проактивни, имаме логичко рационално решение, ја објаснуваме оваа вистина на странските пријатели, затоа што прв пат ја слушаат, оти никој досега не им ја кажал. Очигледно на Бујар Османи нешто друго му било побитно и на Ковачевски од нашите интереси како македонски народ. И добиваме симпатии, можам да кажам, и оптимизмот расне во владата и кај премиерот Мицковски дека можеме да го надминеме и овој проблем кој што ни го оставија овие наши претходници. Во меѓувреме, благодарение на работата во наводници на вашите претходници, не оделија дури од Албанија. Пред 7 години Македонија беше понапред од Албанија и да не речам бевме запад иако сме на исток од нив, но еве се случи тоа што се случи. Албанија официјално ги почна преговорите, кои што ние не се ги почнавме пред 6 години на 28 јуни 2018-та со палците сликата, никому не му излегува од глава, остана во авионот, Заев го донесе, нели, ги донесе преговорите, така што сепак како и да гледаме, Албанија официјално стартуваше преговори, не дека и да не се лажеме веднаш ќе влеза, денеска имаше изјави до крајот на мандатот на оваа гарнитура во комисијата не баре можело да се случи, иако Црна Гора и Србија почна многу одамна, ништо немаат мрднато апсолутно, но еве, како и да е, малку лицемерно од ЕУ да не се лажеме, после се што го наброја она што го направивме или направи ја, и да не се повеќе направи ја, ама ајде да кажеме како држава сега да зборуваме дека сите отстапки на секое поле што беше настрана што бевме најнапред од сите, па поради некои работи останавме назад, но еве, одделени сме од Албанија, тие навидум, барем и официјално одат напред, ние остануваме таму каде што сме. Види, јас сакам да честитам на Албанија, наш сосед сте и треба да одат напред и им посакувам се најдобро. Иако да бидеме реални, барем од аспект на усогласеноста на европското законодавство, Македонија далеку понапред и од Албанија, меѓутоа и од Црна Гора и од Србија во делот на усогласеноста. Хармонизацијата на законодавството, така што ние доколку би ги отпочнале преговорите, многу побрзо ќе ги завршиме барем во тој сегмент. Сега настрана политичките критериуми, зборам за она усогласеност на законодавството и
и повеќе извештаи тоа го докажуваат и последниот скрининг на Европската комисија, така што доколку ни дадат шанса, ние можеме лесно да ги претекнеме сите овие соседни земји. Посебно зборувам ако е владата на ВМРО ДПМНЕ со ваков ентузијазам и начин на функционирање кој што го има, меѓутоа остануваат оние политички критериуми кои што не можеме веќе како држава и како народ да прифаќаме политика на свитка на кичми, се што ќе ни се побара. Набор од копенхагенските критериуми, тотално, апсолутно уникатни, ендемски критериуми. Ниедна држава немала вакви барања какви што ги има Република Македонија. Не постои држава на која што е било барано да смени устав. Не постои држава. Само ние сме уникатот и веќе тоа ни го барат неколку пати. Зашто и именување на името беше уставна измена. И територијалната подела беше уставна измена. И се назад ако се вратиме и знамето и се тоа уставни измени. Ние неколку уставни измени направивме во име на таа Европска унија. Мој личен став и мислење е дека Европската унија нема да си дозволи парцијално влегување на држави од овој регион Западен Балкан како што тие го нарекуваат. Мислам дека без разлика на овие ситуации кој кога почнал преговори и кој колку траел, мислам дека доколку постои политичка волја некогаш во Европската унија да влезе Западниот Балкан, односно овој регион, дека тоа ќе се случи заеднички за сите држави на многу краток период и доколку искрено сакаат, особено големите земји членки на Европската унија, многу лесно може тоа да го направат и многу лесно можете да го надминат тој проблем со Бугарија. Се сеќаваме дека имаше и пиење на кафе за да се избегне вето. Зборуваме за држава како Бугарија која што е едно од економски барем послабите држави во Европската унија, можеби најнесрекните во Европа, така што многу зависна од тие европски фондови кои што лесно можат да ги ускрадат, така што по мое мислење скромно, доколку постои волја во големите држави во Европската унија, многу лесно целиот регион заедно може да влезе во Европската унија, а ќе повторам, Македонија е најнапредна во делот на хармонизацијата со европското законодавство. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за девастацијата која што ја најавува ДУИ. Веќе очено ќе зборуваме за долевањето на огнат од страна на СДСМ, за судството кое што се отвори онаа пупката полека почна да паѓа така наречено суди 1, 2, 3, така што имаме уште многу теми за отворање. Со нас е Бране Петрушевски, се враќаме веднаш по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е пратеникот Бране Петрушевски. Бране, ДУИ премина на она што можеби најдобро го знаат, закани со нешто што и потекнуваат реално 2001 година, па мислат дека ќе бидат страшни. Те чизмите од таванот, од подрумот, од каде и да не команданте, спремни сме, најава за маршеви во ноември следува. Што очекуваш нова полем? Мислат дека ќе повторуваат нешто или сепак ова е она очајничкото, не чепкајте да крадевме ке не фатите, ама не чепкајте зашто ќе правиме бели нешто што СДС го прави на малку поинаков начин. Ова е во насока на мобилизација на членството и симпатизерите за следните локални избори, сметајќи дека ако на ваков начин ќе мобилизираат поголем број на гласачи и ќе се факторизираат за да извршат одреден притисок да бидат повторно дел од власта, нешто што е видено сценарио веќе кога се работи за ДУИ, затоа што ДУИ не може да го слушнете никад да понуди некаква економска платформа, не знам, решение за образовниот процес, економијата, што спомнавме, здравството, реформи, правосудството, ако сакате, освен или оној ветинг што го зборат, а што не знаат ни што значи. Така што немаат они никад таква некоја сериозна платформа, секаде се базира на некаков национален романтизар и сеќавање на според нив таа 2001 година. Така што и ова е во таа насока за да мобилизираат членство, меѓутоа и дополнително да избегнат одредени процеси кои што неминовно ќе следуваат во наредниот период, затоа што многу добро знаат како владееле, што правеле, како краделе, како играле фудбалчиња и се она што го гледавме во изминатиот период. Така што, знаете, кога ќе почнете некаков, да речеме, опозицијски действување или маршови, доколку условно кажано се отвори некаков процес за некој, полесно ќе може да кажат еве го апси овој нашиот затоа што ние организираме протести, па сака да ја замолчат опозицијата и такви игри, меѓутоа
далеку дека дуе некако фактор веќе во Република Македонија и пред се надвор од Република Македонија. Тие се прочитани како буквар и она што ќе следува во наредниот период е само одговорност за нивните функционери. Протести се легитимна работа за опозицијата и тука нема ништо спорно, меѓутоа се во рамките на законот, доколку не дај Боже се дрзнат нешто повеќе од тоа, ве уверувам дека институциите се апсолутно подготвени жестоко да одговорат на било каков обид за дестабилизација на државата и рушење на мирот на граѓаните на Република Македонија. Едните беа навлечени на фудбалчиња, другите беа навлечени на чочеци и на така музика, блех каква и да е. Тие што беа навлечени на чочеци, пак чувството неминовно е дека долеваат буквално кажано масло на огнот и им одговара ова што го прави и го најавува Дуи. И во таа насока мислам дека беше и оној закон за бранители. Повторно видовме некој издание на слонови во пижами, нешто што не им одговара, се вика патриотизам, тоа го кажа најдобро нивниот поранешен шеф, вела дека се уште бил, се вика Заев, дека патриотизмот не им одговара, но тие не се сожуваат очебино со тој, поднесоа закон за бранители. Како гледаш на ова, освен моментот на повторно разгорување на меѓуетничките односи, нешто што се случуваше и претходно со црквата Света Петка во Галата и сето тоа, но еве, законот за бранители, Славјанка Петровска стана да ја види сала, поднесен, но некако недоносено дете беше, како и да е. И интересно у целата приказна е што не цела СДСМ гласаше, затоа што Фатмир Битичи не го поддржа тој закон, што значи дека и за тоа обид за некаква етничка дестабилизација, што им беше првенствено како цел, они грижа за бранителите, не збориме тоа, нема врска, затоа што можеше, Славјанка беше министр за одбрана, токму нејзин ресор законот можеше да го донесе изминативе 7 години, меѓутоа нема единствени по однос на тоа законско решение. Сега сам да видам искрен пред граѓаните, тоа законско решение, популарно наречено закон за бранители, први не се однесува на сите бранители кои што учествувале во 2001 година во безбедносните сили на Македонија, туку само на обештетување на семејства или помагање на семејства на лица кои што починале во 2001 година, на нивните семејства и на оние кои што се останати како инвалиди во 3 категории со инвалидитетот, не за сите, затоа што настане една забуна во јавноста. Значи се работи за, не знам, 30 да речеме семејства по она што е првично на лице. Ова законско решение изворно беше покренато од достоинство на Стојан Ангелов своевремено, додека беше уште со владата на СДСМ. И впрочем, неносењето на тој закон беше една причина зашто тој излезе од таму. Разговараше со нас уште додека беше таму и ни го понуди тоа законско решение. Тогаш јас и колегата Ковачки ни се виде окей, хумано пред се, меѓутоа одавање на почит на сите тие луѓе кои што дале многу за Република Македонија во 2001 година, го поднесовме. Тогаш СДСМ беше на власт, тогаш министр беше Славјанка Петровска. Меѓутоа не го прифатија тоа законско решение, адхок го одбија и го оставија во фиоките на Талјат Џафери, кои што се очигледно многу големи затоа што многу закони останаа таму. Таа подоцна, мислејќи дека ќе добие некаков публицитет, пошто е многу желна за публицитет очигледно, мислејќи дека ќе предизвика некакви етнички тензии, што искрено не се случи. Тоа решение го малку надогради со уште некакви други повеќе несреќи кои што се случија кога погина председател Трајковски, луѓето што погина, несреќата хеликоптерска во не знам некаде Ново село, мислам дека беше долу. Така натаму, што исто така окей, неспорно е дека државата треба да се грижи за сите кои што го дале животот за Република Македонија, го надогради и го предложи во собранието. Кога се гласаше потребата, Фатмир Битичи беше против. Кога се гласаше целиот дневен ред, значи за да се стави една точка на дневен ред, или прво е скратена постапка, дали законот треба да оди во скратена или не, тогаш не гласаше Фатмир Битичи, а кога се гласа дневниот ред да ја ставиме на дневен ред таа точка и тој закон, ВМРО-ДПМН и знам го изгласа дневниот ред, а СДСМ комплетно, вклучително и предлагачот, заедно со ДУИ и заедно со Левица, профункционира таа опозицијска тројка, не ни влегува во салата, сметајќи дека не знам како преброеле, ќе немаме кворум да го донесеме дневниот ред, што е вака понижувачки спрема токму тие луѓе на кои се однесува тој закон, затоа што си предлагач на законот,
а не гласаш за тој закон да дојде на дневен ред. Значи покажуваш дека е политичка игра, а не е грижа за бранителите. Дополнително да биде парадоксот поголем, откако Илира Даути, кој што е член на Европскиот фронт на ДУИ, како председател на Комисија за социјална политика, не го стави законот на дневен ред, понудивме решение. Решението е во тоа што доколку 1/3 од членовите на комисијата побараат од председател на комисијата да биде свикана одредена седница, тој мора тоа да го направи по основ на закон и деловник. Се потпишавме ние, кои што се членови на таа комисија од ВМРО-ДПМНЕ, побаравме и двајцата кои што се од СДСМ, Фатмир Битич и не знам уште еден кој беше. Меѓутоа и тоа бевме одбиени и не сакаа да ја задолжи Илира Даути да ја свика таа седница, што повторно покажаа дека интересот е политички, дневно политички, за ситни политички поени, а не е реален како грижа на оваа категорија на граѓани. Работиме на овој случај, ќе најдеме решение, ќе ги надминеме и овие проблеми и можеби нема да биде преку законско решение, може да биде преку некаков друг начин, меѓутоа мора државата да покаже грижа и едноставно да им најде начин како да им се заблагодари на тие граѓани кои што еве и животот или дел од себе дале за Република Македонија во 2001 година. Од време на време и вашите коалициони партнери брилираат, веројатно во она играта да биде поголем поп од папата, оџаот е тоа и слично. Зборуваме за она општинска академија за науки и уметности, која што нема никаква законска основа некогаш да профункционира, но предпоставувам тоа е одговор на ДУИ, на гласачкото тело да види дека тука се прави нешто проалбанско или како и да е. Како гледаш на оваа иницијатива? Тоа е невладина организација. Да. Општините може да финансираат невладини организации. Можеме и ние да си отвориме реално. Можеме, без проблем, ќе си ја крстиме како сакаме. Така што тоа е на тоа ниво. Според мене жално е што граѓаните на тие општини наместо да добијат патишта, водоводи, канализации, се она што значи надлежност изворна на општините, нивните пари ќе се трошат на еден однапред пропаднат проект. Меѓутоа, сепак, ние сме различни политички субјекти, иако сме во коалиција, нормално е дека имаме различно гледање на одредени работи, имаме заедничко гледање на многу други работи, тоа е природно во демократијата, доколку за се имаме исто мислење, тогаш би биле една политичка партија, не би биле коалиција. Меѓутоа, моето мислење, мојот можеби апел до совет, како сакат некој го наречат до влене, дека тие навлегуваат на теренот на ДУИ со ваквите политики. Тоа е теренот на ДУИ. Нивниот терен е оне каде што ДУИ е најслаб, тоа е борбата против криминалот и корупцијата, економијата, образованието, здравството и се она што е неопходно на сите граѓани во Република Македонија, вклучително и албанците, затоа што 20 годишното владење на ДУИ продуцираше стотици илјади граѓани да се иселат од оваа Република Македонија, огромен процент од нив и зборам албанци. Така што очигледно дека таа национално-романтичка политика не вродила со плод, туку напротив граѓаните продолжуваат да се иселуваат. Ајде им направиме болници, школи, училишта, патишта, водоводи, канализации и да ги останат тука граѓаните на Република Македонија. Зошто да не и нашите сограѓани албанци да се вратат од онаму каде што отишле, затоа што не е лесно во странство. Бране, за крај, почна ли кастрењето на она распупеното судство на Заев? Имавме случај во кој што падна еден судија, зборуваме за Наке Георгиев, зборуваме за Иџет Мемети. Значи еден јавен обвинител, еден судија, да, условно или не, како и да е, тоа е веќе повторно во рамките на нашето судство, но еве и судскиот совет се осмели, осили, дали сега можеби народски кажано се гребе кај вас да не ги разрешите, но еве донесе одлука за разрешување на еден судија, на Лазар Нанев, значи почнали кастрењето на тоа распупено судство, толку потребен чин за Македонија, можеби после одговорноста која што треба да се лоцира, е промената таму и нели едно вистинско судство да видиме обвинителство како што треба. И тоа е неопходно затоа што не можеме да имаме правична одговорност, затоа што можат институциите да откријат криминали, да соберат докази, да покренат обвинение и доколку таму застане приказнава, пак не сме направиле ништо. Доколку судијата не пресуди, доколку повторно застаруваат делата на високите функционери, повторно нема да го испорачаме она кое што граѓаните го очекуваат од нас. Така што неопходен е тој рез во судството. Добро е што има вакви случаи, иако се според мене се уште малку или во почетна фаза. Можеби влијание имаше и тоа што
имавме собраниска расправа за извештајот на Судскиот совет за 2023 година, каде што не им го усвоивме и многу квалитетни дискусии имаше од страна на сите пратеници. Јас да бев на местото на председателката Дамева, веднаш ќе си поднесов оставка после таквите дискусии кои што ги слушнав. И во тој извештај, да речеме, за неколку години изминати имало казнет судија со немало одстранет судија разрешен, туку само казнет парично. И замислите сега, да не навлагам сега во детали, злоупотребени огромни финансиски средства, пресудувани на роднини, адвокатот, пријател, керката, суди, тоа е мака хаос. И суштината на сето дека се испумпувале огромни пари и тоа како било откриено, судијата бил казнен за 5 или 10% парично од плата на наредни 3 или 6 месеци. Значи, во секоја нормална држава, тоа значи 3-5 злоупотреба на службена должност и се лега затвор. Само во Македонија судиите се заштитени како бели мечки и ги казнуваме парично за вакви криминали. Да не зборам за она тргување со влијание и поширокото она што го имаме во овој период. Може би исто така влијае и тоа што најавивме комплетно разрешување на Судскиот совет. Така што може би тоа полека ги освестува да почнат да работат. Добро е ако продолжат да работат во таа насока. Ние немаме никаков проблем доколку некој си работи својата работа и задача се извршува како што треба и доколку граѓаните се задоволни. Немаме никаков проблем. Меѓутоа, и така имаме проблем со ова судство и со овој судски совет кој што го доведе судството на 2% и граѓаните се желни веќе за правда, затоа што овдека правда никој не може да добие или да види. Особено тука ќе нагласам за високите функционери кои што и како се офајдиле изминативе години. Ти благодарам, што беше мој гост. Ти благодарам за поканата и се надевам повторно ќе имаме можност вака убаво да разговараме. Секако. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.